Добре, криптоентузијасти, како што ветивме, малку доцна, но подобро доцна отколку никогаш, нели, да бидеме реални. Така да се извинувам уште еднаш за одложувањето, но за жал едноставно некогаш немаме доволно време да направиме она што е потребно за каналот, но како и да е, гледаме што можеме повеќе да помогнеме во однос на времето кое што го имаме. Така да прво ќе започнеме со вести. Оваа недела она што се обидуваме да покриеме е вести, дополнително техничка анализа, со тоа што мораме да направиме припрема за 2 мај, кога е следниот состанок на Федералната резерва, што е многу битен, како и нормално ќе гледаме да поминеме што можеме повеќе од токените кои што ги имаме во моменталниот проект, за кој што ќе поразговараме сега малку повеќе. Значи, ако се сеќавате, почнавме проект кој што може да го најдете во плейлисти. Значи, имаме неколку проекти до сега, како што е, например, категории во крипто нели секторот, кој што може да го видите во оваа плейлиста. Значи, претпоставам некогаш можеби не е лоша идеја да ги покажеме овие работи, затоа што многу луѓето не можат да ги најдат. Значи, основните проекти ги знаете и сами, тоа се основната техничка анализа, како и напредна анализа. Значи, тоа е напредна техничка анализа и основната. Заедно се негде повеќе од 77. Додека исто така имаме уште еден помал проект кој што е крипто категорија, кој што кажавме, и моментално работиме активно на проект, а тоа е анализа на коини и токени. Веќе имаме направено 18, со тоа што целта ни беше да направиме 100. Сега, генерално по размислување одлучив дека е паметно да задржиме оваа плейлиста активна постојано и да не биде само топ 100, туку да работиме на постојано надградување на различни токени и коини со цел да направиме македонска датабаза со македонски видеа за конкретни токени и коини кои што се моментално активни, популарни и да речем од вредност. Така да, со оглед на фактот дека знаеме и сами македонски материјал скоро и да не постои на интернетот, најмалку што можеме да направиме како канал е да допринесеме со тоа што ќе направиме ваков тип на материјал кој што е во недостиг моментално. Така да, ова ќе биде еден од нашите постојани проекти, како што е напредната техничка анализа, дневни анализи вести и во оваа ситуација анализа на коини и токени, како и овој, да речем, сайт проект кој што јас лично уживам да го правам, а тоа е економски и геополитички теми поврзани со крипто секторот, како и да е, значи тоа е нешто што јас лично ми е пасија, па уживам да го правам. Сега, во однос на овој проект кој што го развиваме постојано, значи гледате како функционира, за оние кои што се нови на каналот, функционира на тој начин што даваме и на нашиот community tab на самиот канал, каде што може да ги најдете, да речем, последните вести или нешто што имаме да најавиме, како и гласање во оваа ситуација каде што може да одберете кој од овие токени ви се допаѓа највеќе, со цел да знаеме со кој приоритет да ги правиме овие видеа, заедно со исто да го правиме и на Криптовалути Македонија. Ова е една од поголемите заедници во Македонија со кои што соработуваме, каде што исто така го објавуваме ова како гласање со цел заедницата да одлучи нели што би сакале да гледаат понатаму на нашиот канал. Така да би ни значило многу доколку ни помогнете во однос на одбирање на овие проекти, за да знаеме што би сакале да гледате, затоа што, нели, како што кажувам на самиот почеток, идејата е да направиме материја која што вас ќе ви се допадне. Идејата на ова е да развиеме заедница, така да без ваш интерес нема логика да продолжиме понатаму со работа. Пред да започнам, би сакал нормално како и секогаш да им се заблагодарам на во оваа ситуација четворица од оние кои што ни помогнаа да ги собереме вестите денес, а тоа е Иле Кочишки, Бобо Јовановски, Бобан Досев и Дарко Јошев. Ви благодарам како и секогаш, се надам дека ќе продолжите понатаму да го поддржувате нашиот канал, затоа што вестите кои што ни ги испраќате се доста битни, посебно со оглед на фактот дека ние го споделуваме тоа до целата заедница и на тој начин ги држиме сите во практично известени за оно што се случува моментално на криптопазарот. Сега, ова дојде до мене од Иле Кочишки и е доста битна работа. Зошто? За да видите дека сме последна дупка на кавалчето, за жал, значи тоа е оно што го кажував уште на самиот почеток, и ова е една од главните причини поради кои што мојот канал постои. Значи ова е моментално некоја група во Crypto Traders Balkan. Претпоставам дека повеќето од вас имате на таа група, можеби профил, како и да е. Идејата е, значи, оно што го гледам моментално, значи го прочитав во овој текст, официјално северниот дел на Србија, а тоа е Војводина, значи со помош, пазете, со помош на државата, значи ова е финансирано од самите градови во Војводина, да одредени доктор Ненад Иванишевиќ,
практично да одредени луѓе кои што се запознаени со крипто секторот, да имаат соодветна презентација и ваквата презентација да биде како караван во сите поголеми градови во Војводина со цел да ги информираат сите граѓани кои што се заинтересирани за крипто секторот со цел да се подигне образованието, едукацијата и познавањето на крипто културата во Србија, посебно во овој дел во Војводина. Со тоа што ова е слика, претпоставувам, нели, може да видите дека ова е веќе договор очигледно на институционално ниво. Она што јас постојано кажувам дека кај нас фалија, тоа е едукација. Значи, проблемот во Македонија највеќе е тоа што луѓето и да сакаат да инвестираат, најчесто запаѓаат во некои пирамидални шеми и глупости што се продаваат дома, за жал. Наспроти тоа гледаме дека нашите соседи веќе активно работат на тоа да го описменат своето население со цел да добијат едукација за да се заштитат себе си првенствено кога сакаат да инвестираат во овој сектор. Така да уште еднаш ќе напоменам, тоа е едно од попаметните работи кои што ги направиле во нашиот сосед и морам да ги поздравам за ова, право, секоја чест. За жал ние сме многу далеку од ова и сите иницијативи, на пример јас кои ги дадов, значи се одговорени, луѓето се заинтересирани, но го увидов тоа дека навистина левелот на едукација и левелот на познавање на крипто секторот е нула. Значи активна нула. Како и да е, тоа е реалноста, затоа и работиме да не бидеме последни како и секогаш, како на Балканот, така и во светот. Значи луѓе од Нигерија имаат повеќе познавање од крипто секторот, а немаат влечалки. Па сега вие видите. Како и да е. Тоа е реалноста, затоа и градиме оваа заедница и затоа уште еднаш ќе напоменам, значи вие сте таа заедница која што утре ќе биде главниот пример на останатите македонци да ја завземат правилната страна, да не попаднат под влијание на CBDC, да не попаднат под влијание на пирамидални шеми и да научат што уствари е вистината и силата на криптотехнологијата. Сега вака. Значи прво ќе започнеме со нешто што го најдов, што е многу битно, значи во ова издание на вести би сакал прво да разговарам за некои генерални макро иницијативи, како што е регулатива, мајнинг и слично, кои што моментално го движат пазарот во една или во друга насока, затоа што, пак ќе кажам, се уште сме далеку од бул маркетот и затоа и вестите се многу на некој начин намалени. Односно, она што постојано кажувам, проектите почнуваат да ги споделува своите успеси, своите проекти, своите иницијативи, кога ќе дојде момент да се движиме нагоре, затоа што многу повеќе може да добијат од практично страна на профит, доколку ова го објават кога се движиме во бул маркет или барем во бул движење. Затоа и не очекувајте многу вести кога се наоѓаме во bear маркет. Никој не сака да каже дека прави нов форк или нов проект ако се наоѓаме во надолно движење, така да и сега. Затоа во овие ситуации многу повеќе се фокусираме на макроекономските фактори и на факторите како што се регулатива, мајнинг и слично. Така да и во ова издание ќе гледаме тоа да го покриеме многу повеќе, затоа што има некои огромни влијанија кои што сега се случуваат, но ќе имаат многу големи реперкусии понатаму во блиска и далечна иднина. Сега, прво и најбитно, она што ви го кажав уште на самиот почеток. Се сеќавате, значи, ако го следите мојот канал, знаете точно за што зборувам. Русија, не мора да биде Русија, него она што кажав е дека доволно е една голема сила во светот да го прифати крипто, не зборам за CBD, зборам за крипто, како технологија, како сила со која што може на некој начин да се пробие во светот и тоа ќе смени се во целиот свет. Прост пример. Значи, моментално Русија, ако се сеќавате, ова го најавивме. Значи, прво најавивме дека Русија преку Сбербанка, една од најголемите банки на своја територија, отвори централизирана државно поседувана менувачница на Ethereum блокчейнот, каде што можат луѓето да тргуваат значи, криптовалути. Потоа, истите отвори, ако се сеќавате, значи ова веќе неколку пати го поминав претходно, може да погледнете во нашите вести претходно, ќе имавме на оние насловните, може да најдете каде е. Значи отвори майнинг фарма во средината на Сибир, каде што сето ова е практично финансирано од страна на државата. Сметките за струја практично се десеткувани, односно плаќаат минимално и дополнително на тоа се вработени голем дел од луѓето кои што се од ова мало место со цел прво да се стимулира населението со државна плата, а второ, значи вие практично имате ефтина енергија и може да произведувате во оваа ситуација доволно ексесна енергија за да произведете биткоин. Еве колку.
Значи моментално со ваквата инвестиција која што има направена заедно со претходните или мајни фарми кои што ги има на своја територија, Русија моментално се издигна на второ место. Сега, нема да одиме преку целиот овој текст, нема логика, значи јас го поминав се тоа, само за да ви објаснам што моментално се случува. Значи по големина, јас го земав овој артикл кој што е најсвеж моментално, на некој начин води активен, значи worldpopulationreview.com е страна која што води активна статистика на се и сешто. Меѓу што води и статистика на майнинг, со тоа што овдека се уште не е апдейтирано, според последните податоци кои што можеме да видиме од негде февруари 2023 година, значи се уште Мурика е со 35% на прво место, Казахстан со 18 и Русија со 11,23. Натаму не е ни битно, моментално идејата што сакам да ја пренесам на вас моментално е тоа дека прво Казахстан е Русија. Значи да се разбереме. Казахстан е буквално лева рака на Русија, така да во оваа ситуација може да ги ставите овие проценти заедно слободно, а второ со оглед на фактот дека оваа статистика која што моментално е земена, значи ова не е само изјава на Русија, туку ова овдека го објасни, само да видам каде точно стои, значи ова е практично еве вака. Значи информации превземени од BitRiver, кој што е провайдер за майнинг операции, крипто майнинг операции во Русија, кој што моментално мерењето кое што го гледаме во оваа ситуација е направено според конзумција на енергија за да се произведе биткоин. И од овдека уствари се вади овој заклучок дека моментално Русија е втора по конзумција на енергија со цел да се произведе биткоин. Сега, убаво објаснето во оваа статија и тоа дека дополнително ова доаѓа откако повторно, значи овие мајнери кои што избегаа од Кина, сега се наоѓаат пред следен проблем каде што Бајден моментално им воведе данок од 30% кој што треба да настапи во следните 3 години, односно во секоја од следните години ќе настапува по 10, 20, потоа 30% на данок на практично на луксус. Данок на профит, ова зборуваме ексцесен профит, кога станува збор за корпорацијски профит. Така да ова е нешто што ќе ги удри многу жестоко овие мајнери. Второ, дополнително е поскапена за 30% значи електричната енергија во Америка, што дополнително ги ограничува овие мајнери и да не забораваме најголемиот проблем. Најголем дел од мајнинг фармите во Америка се направени со презадолжување, односно сите оние машини кои што ги гледате моментално купени од ваквите мајнинг фирми се купени со кредит, значи не се директно поседувани, туку се купени со кредит со цел ова да биде вратено. Ево овдека може да погледнете како и да е. Значи, но тоа не го менува фактот дека и во Русија ги чека истото. Со тоа што пак ќе напоменам, Русија самата по себе можеме да видиме дека има многу по релаксиран став кон биткоин и крипто затоа што моментално им помага многу во надминување на санкциите. А кажав дека тоа е една од главните причини поради кои што многу јасно дека некоја држава би се нафатила да го земе, затоа што во оваа ситуација помага да надмине некој голем проблем кој што го има во светот. Така да поради ова, уште еднаш ќе напоменам, тоа е тој момент кој што може да предизвика масовна адаптација, затоа што една сила доколку има ваков тип на оружје, а ова е веќе оружје, да бидеме реални. Значи, кога вие успевате да надминете санкции, автоматски станувате оружје на оваа држава за да се одржи во економска сила во светот. Така да ваков тип на оружје не може да си дозволат другите да го немаат. И пак ќе го кажам истиот пример, тоа е исто како во Втора светска војна Русија и Америка да ја оставиле Германија да направи атомската бомба. Ако Германија направила атомска бомба прва, автоматски војната завршила со победа на Германија. Крај. Значи, фрлате една бомба на голем град, гледате каква деструктивна моќ има и другата страна нема никаков избор освен да капитулира. Case in point, пример може да погледнете од Мурика и бомбардирањето на Хирошима и Нагасаки. Јас сум бил во Нагасаки, можам да ви кажам, сум го видел тоа со своји очи. Значи не сакате да знаете каков деструктивна моќ има таков тип на оружје. Па верувајте ми, истата моќ моментално има крипто во рацете на ваква држава како Русија, кога може да ги надмине овие до сега незамисливи, никогаш не направени санкции кои што моментално ги имаме врз Русија, што реално немаат врска, но како и да е. Истите не се, да видиме, реални, ефективни. Значи, ова е прост пример за тоа. Значи, Binance моментално официјално ги трнал сите предходно поставени санкции на граѓаните на Русија, со тоа што предходно Binance едноставно за да ги затвори нивните акаунти ги забранува
користењето на мастер и виза картички кои што се направени од страна на банки или на територијата на Русија и на руски државјани, со тоа што автоматски ви ги забранува он и оф рамповите и вие едноставно не може да функционирате на Binance. Така да, од овој аспект, значи тоа беше начинот на кој што Binance пред само една година го практично санкционира руското население поради војната во Украина, со тоа што во окажано во оваа ситуација, значи тивко, без ничие знаење, овие санкции се тргнати и сите моментално од Русија можат да работат комплетно слободно со крипто, на Binance on и off ramp се тргнати моментално блокадите, со тоа што дури онаа блокада дека може да работите само со акаунти до 10.000 евра е тргната и нема никакви санкции, никакви блокади на Русија моментално од страна на Binance, што комплетно ги разбирам, значи зошто би ги слушале американците, кога американците ве бркаат и вас исто како и Русија. Ова е тоа што се надоврзува на претходната вест, дека едноставно непријателот на твојот пријател е твој пријател. Така да и во оваа ситуација, ако американците се непријатели на русите, официјално се непријатели на Binance, зошто Binance и Русија не би соработувале? Така, истата ситуација со Иран, така да крипто секторот моментално е мостот кој што ги поврзува овие на некој начин несудени во случајов пријатели. Така да тоа е добро, мене ме радува. Не гледам зашто руската популација би била на некој начин казната за да се го брани собственото право. Уште еднаш ќе кажам, ако Русија моментално изгради воена база во Мексико, би сакал да видам што ќе направи тогаш Америка. Исто како што Америка се обиди да изгради воена база во Украина, но тоа е друга тема. Како и да е, значи, вака ќе кажем, сега интересна работа од Роберт Киосаки. Роберт Киосаки е авторот на Rich Dad Poor Dad, тоа е една од најпознатите финансиски книги, мада такви работи јас не читам, немам потреба од дедовци да ми кажуваат економија, како и да е, дечкото се разбира, да бидеме реални, еден од оние хип дедовци што навистина се разбира и очигледно има правилен поглед за тоа што се случува моментално и одека многу интересно го објаснува тоа. Значи, уште еднаш ќе напоменеме дека август доаѓа. Во август официјално имаме следен состанок на БРИКС во кој што ќе се одлучува за нови членки кои што треба да станат дел од БРИКС, како и ќе се одлучува за потенцијална нова валута. Така да многу малку ни е познато дали оваа валута ќе биде stablecoin, дали оваа валута ќе биде официјална fiat валута која што ќе биде, тоест нема да биде fiat, туку ќе биде gold backed, односно ќе биде покриена со злато како златен стандард. Значи останува да видиме како ќе биде. Идејата е дека се очекува на овој состанок на БРИКС во август оваа година да се одлучува за клучни теми како што е да се отфрли доларот. Значи тоа веќе го гледаме во билатерални односи како што е моментално Бразил и Кина, Кина и Русија, Русија и Иран, Русија и Индија, еден куп. Каде што веќе доларот значи се трга од комплетна употреба, едноставно не им е потребен затоа што доларот моментално е користен како оружје од страна на американците, со тоа што се дрзна да замрзнуваат туги резерви во долари само затоа што доларот е практично валута на Америка, иако тоа не се нивни пари. Значи тоа се случи со Русија, како и да е, тоа е лекција која што никош нема да ја заборават. Идејата е дека според Роберт Киосаки, во ваквата ситуација во која што ова се случи и Америка сама себе си пукаше во нога, значи моментално ќе ги натера БРИКС да отфрлат користење на долар во било каков тип на трговија, што автоматски ќе предизвика лавина од долари кои што ќе се вратат назад. Односно, поголемиот дел од не поголемиот, сите држави во светот мора во своите резерви, зборуваме во народните банки или централните банки, да држат поголема количина на долари со цел да може да тргуваат на светската сцена на економија. Така да во оваа ситуација, ако овие долари се вратат назад во Америка, затоа што не се потребни и Централната банка едноставно ги замени за нешто што моментално е потребно, како на пример кинескиот юен, тоа значи дека автоматски сите овие долари, овие банкноти ќе се вратат назад во Америка. А ваквото враќање на долари во Америка значи преплавување на пазарот или директно предизвикување на хиперинфлација. Повеќе разговараме за хиперинфлација во претходното видео, може да го погледнете. Значи јас ќе оставам тоа видео едно од претходните видеа, посебно од оние од геополитички поврзани ситуации со крипто секторот, така да ќе оставам тоа видео во предлог за да може да го најдете, да не мора да го барате на нашиот канал. Така да идејата на Роберт Киосаки, исто како што го кажав и јас тоа, дека отфрлање на доларот на глобална сцена може да предизвика хиперинфлација, а потоа нормално
кога доаѓа хиперинфлација, автоматски доаѓа се. Значи, со хиперинфлација, вашите фиат, односно банкноти не вредат ништо, автоматски не може да си дозволите ништо, а Америка и така е во хаос, само уште тоа и треба и нели да гледаме циркус, се надевам дека го имате истото мислење како и јас, но верувам дека 90% од светот, со исклучок на европејците кои што се вазели на Америка, ќе се радуваат на оваа ситуација, така да се надеваме дека ќе се радуваме наскоро. Иако можеби нема да биде толку скоро, но јас го делам истото мислење. Вака сега. Многу битна работа која што мораме да напоменеме за Федералната резерва. Значи, прво треба да објасниме дека Федералната резерва нема поима што прави. Значи, прво да се разбереме. Значи, иако ние постојано ја анализираме нивната работа, мора да разбереме дека Федералната резерва е изгубена во свемирот, значи комплетно. Сега ќе ви објаснам зошто. Значи, ќе ви покажам неколку вести за тоа како Федералната резерва комплетно е промаши целата ситуација и се уште се обидува да ги на некој начин на сите да им каже не се секирате, се е под контрола. Вака сега. Значи, ова е вест од само да најдеме кога. Значи, ова е последно, така, каде што кажува дека се очекува мала рецесија. Значи, ова е као немој да се секирате и да има рецесија, нема да биде толку страшно. Сега, ќе се вратиме на оваа вест, значи ова е најновата вест. Но пред да се вратиме на ова, би сакал да ви покажам неколку вести од блиско минато, каде што Федералната резерва предвидуваше некои работи и испаднаа комплетно обратно. Вака сега. Значи, прво 2021 година, април 2021 година, тоа е значи 2 години наназад, значи, кога се уште немаше ни еден rate hike, значи, немој да се секирате, инфлацијата е транзиторна, односно ќе помине, ова е само момент, значи нема потреба од rate hike. Гледате, овде кога си кажуваат, нема потреба, значи ќе ги држиме rate hike на нула, нема потреба од никакво наплаќање за овој капитал што го даваме без пари, и инфлацијата само од себе ќе помине. Така, само од себе ќе помине. Значи, ова е Федералната резерва официјално кажано. Следната вест да погледне. Следната вест вели вака. Значи, немој да се секирате, пазите, ова е сега, значи, како ќе дое, само да видам. Да, ево, значи, па на некој чистиот период, но што сакам да кажам. Дури во оваа ситуација и да има, нема теоретски шанси да има висока инфлација. Значи, ево, истата таа Федерална резерва во истиот тој период вели, значи, нема теоретски шанси, нема да се секирате, нема да се плашите, висока инфлација нема да има. Добро. Сега. 2022 година, една година подоцна. Федералната резерва можеби ќе биде потребно да ја уништи економијата со цел да ја стави под контрола инфлацијата. Ова е истата таа инфлација која што беше милива, која немаше теоретски шанси да биде висока. Значи, не заборавај. Истата таа Федерална резерва што прво вика нема да има инфлација, па ви вика нема шанси да биде висока, после ви вика дека мора да ја уништи економијата практично, значи да ја унакази со цел да ја стави инфлацијата под контрола. Така? Сега да погледнеме понатаму. 2022 година, јуни, значи повторно една година наназад, истиот овој Ќорав вика, значи рецесија е можност, ама посеј за нема да се случи. Значи, немој да се секирате, ја не верувам дека има рецесија. Добро. И за да стасаме до последната вест, односно, ќе имаме блага рецесија негде годинава, така. Значи, тоа треба да ви кажува дека се очекува многу јака рецесија. Значи, нели, ги свативме чекорите на лажење, сега само треба да почнеме да ги применуваме во нашата аналитика. Значи, ако ги погледнеме датумиве и тоа како лажел девало, значи, нели, немој да се секирате, инфлацијата е транзиторна. Немој да се секирате, инфлацијата не може да биде висока. Можеби ќе треба да уништиме економијата за да ставиме инфлацијата под контрола, затоа што инфлацијата не е висока, само 9%. Тоа е уствари лажната, замислите колку е реалната. И нема да имаме рецесија, ќе имаме блага рецесија. Така да може да ви каже дека се очекува многу тешка рецесија. Но јас уште еднаш ќе напоменам дека рецесија е позитивна работа за нас и се надевам дека ќе се случи, затоа што навистина е време да видиме како криптосекторот ќе се на некој начин одрази во рецесија и дали истиот ќе биде повторно корелиран со традиционалните пазари или пак ќе се случи она што го видовме со банкарските колапси, каде што очекувано беше дека крипто ќе биде хедж, односно ќе биде решението, каде што луѓето ќе го стават својот капитал со цел да се заштитат од колапсот на овие се тие дедовци што моментално го водат нашиот финансиски систем, што немаат поима што прават и поради ова, уште еднаш ќе напоменам,
голема е веројатноста дека златото, значи зборувам за најголемите моментално, златото, а потенцијално и криптото на второ место ќе бидат добар хедж за да се заштитите со вашите капитални добра од потенцијално колабирање на финансискиот систем, како што се очекува во оваа ситуација, дека ќе имаме блага рецесија. Тоа е блага ретардација на старава генерација, значи вака. Пак ќе кажам, верувам дека многу од луѓето што го следат овој канал се малку постари, се навредуваат, но извинете, да бидеме реални. Ова се истите тие луѓе кои што моментално финансискиот систем кој што го гледаме го довеле до ситуација да имате огромни инфлации, да основните продукти не може да си ги дозволите со платите кои што моментално ги имате, да ви се потребни 40-50 години работа за да си купите некој стан од 60 метри квадратни. Значи, овие се тие дедовци и истите вие дедовци не сакаат да предадат контрола. Они се уште знаат што е најдобро за вас. Дополнително уште се обидуваат на крај да ви кажат дека, значи, немој дојдете во крипто, тоа е многу ризично. Ние, пошто го решивме претходниот финансиски систем, сега ќе ви понудиме уште подобар, кај што ќе имаме целосна контрола над вас и над вашите финансии, и ние ќе ви кажеме што е добро да купите и што е добро да користите и колку е добро да чувате и дали треба да купите и како треба да трошите и кога треба да трошите. Така? Значи, размислете за ова што ви го кажав до сега и кога ќе се налутите следен пат на оно што ви го кажувам, погледнете го дедово, погледнете ги вестиве. Значи, вратете го клипот што моментално ви го кажувам и гледајте кој моментално работи во најголемата економија во светот и кој е одговорен за машината за пари која што ги принта резервните банкноти на економијата во светот. Дедово. А дедово нема појма ни дали ќе има рецесија, ни дали ќе има инфлација, ни па знае што да направи доколку тоа се случи. Значи, за жал, ние сме должни и мораме да ги следиме поставките на овие лудаци, се додека конечно не колабира финансискиот систем. Но, во меѓувреме, едноставно сме врзани, затоа што вредноста на доларот моментално е контра од вредноста на биткоинот и на некој начин сме должни, значи би било глупаво од наша страна да не ги следиме политиките на сенилниве дедовци, додека конечно не пропадне целата оваа ситуација и да се вратиме на некој начин нула и да видиме дали крипто ќе има шанса да поправи нешто во оваа ситуација. Јас типувам на тоа дека има, но не можам да ви кажам што да правите, тоа е моја одлука, вие треба да размислите сами што понатаму. Кога веќе зборуваме за дедовци и за таа генерација што уште знае што е добро за нас, значи не можеме да го изоставиме Чичково, значи Чичково е ХЦ. Ако сте гледале Адамс Фемили, само би можел да ви кажам мене на кого потсеќа. Ја мислам дека се многу слични. Адамс Фемили, јас би ги ставил, мислам дека може дедово да го игра. Има сличност. Има. И подошњакот го има, и тој осмех го има, тоа е тоа. Ја мислам за следниот филм, Адамс Фемили може да конкурира, како и да е. Па Чичко Фестер моментално, значи не знам дали го гледавте, јас посетив добри 3 сати и го изгледав целиот моментално пеењето негово во Конгрес. Прво мораме да направиме забелешка, значи пеењето во Конгрес во Америка не значи ништо. Тоа е само укор, тоа не значи никаква акција, тоа не значи дека нешто ќе направат. Значи имаше некој од конгресмените кој што на вистина истапија и значи прво го прашаа отворено што е крипто. Значи извини, што е Етериум? Значи дали Етериум е хартија од вредност или не? Значи Жабоков, Чичко Фестер, не знаеше што да одговори. Значи се обидуваше да обегне, но не знаеше што да одговори. Како и да е, неколку од овие конгресмени отворено му кажаа дека работат на тоа да го сменат право, да го укинат целиот негов СЕК, односно Комисијата за хартија од вредност, и да се направи друго тело кое што ќе биде директно под на некој начин контрола и власт на Конгрес, затоа што моментално Комисијата за хартија од вредност не е под директна контрола на Конгрес, иако му дава отчет. Како и да е. Моментално ова е тоа, нели? Значи што на сите ни е јасно дека моментално антикрипто регулаторите буквално го запираат напредокот на дигиталната сфера моментално, зборуваме за крипто дигиталната сфера во Америка. Со тоа што многу од овие конгресмени отворено му кажаат тоа што е постојано го кажу, децентрализација. Значи они нормално не го кажаат така затоа што нив ги боли. Мене не ме боли, мене ми е добро затоа што ќе да кажам. Ваква кратка болка ќе биде многу подобра за нас на долг план. Односно, вакви Чичко Фестер идиоти
со нивната глупост, кој што моментално предизвикуваат да не се развива криптосферата во Америка, ќе направат други центри да се јават, каде што ние ќе имаме многу поволен третман. Прво, второ, ќе имаме децентрализација, односно Америка веќе премногу зема од криптосекторот. Затоа и моментално, ако сте виделе Winklevoss, близнаците кои што го држат моментално Gemini, една од најголемите криптовалути, менувачите за криптовалути, значи убаво кажува дека овој bull market не се очекува да почне од Мурика, туку се очекува да почне од истокот, од Кина, од Сингапур, од таков тип на држави кои што моментално се обидуваат да адаптираат што може повеќе од овие криптопроекти. Така да, Чичко Фестер, благодарам. Значи, ако не си ти, нема да можеме да направиме соодветна децентрализација, затоа што ништо не е добро да биде стационирано највеќе во една држава, затоа што таа држава ќе има примат и ќе може да го злоупотреби тоа. Прост пример е резервната валута доларот и моментално американците кои што се обидуваат да го искористат како оружје. Исто така, можеме да видиме дека и гласноговорници сега, иако јас не го сакам типот, во е класичен пример на оние масони, каде што типот, значи, отворено прави дамп на луѓе на коини, на токени, значи им кажу у фаца дека им продал нешто што им кажал да го купи пред само една недела, значи тој е тој тип на морон, како и да е, но идејата е дека типот навистина има глас, значи е слушан, има голема база на обожаватели, за жал, но тоа е тоа. Како и да е, истиот го кажува истото што моментално го кажав и јас, значи криптото е моментално мртво во Америка, тоа не е вистина, не е мртво, затоа што следите неколку вести ќе видите дека има струи во Америка кои што се обидуваат ова да го сменат. За жал, моменталната администрација со тој сенилниот дедо Бајден се обидува што може повеќе да го притисне криптосекторот со цел да овозможи FedNow да биде развиен. Односно, неговото започнување со работа за само неколку месеци не дозволува да може некои такви децентрализирани проекти да го загрозат. Значи, нив им е битно FedNow да почне да функционира, затоа што FedNow е најблиску до CBDC кој што моментално го има на своја територија и нема да дозволат ништо тоа да го загрози. Така да поради оваа причина, тоа е главната причина поради која што моментално го гледаме ова. Да бидеме реални. Тоа е главната причина и моментално се додека FedNow постои и неговата иницијатива е во тек да се направи, значи се додека истиот не добие примат во Америка, очекувам ваквиот притисок да продолжи. Но пак напоменам дека претседателските избори во оваа следната година ќе бидат едни од главните на некој начин променители на целата оваа ситуација, а дополнително гледаме дека истото доаѓа и од Конгресот во Америка. Значи Конгресот во Америка беше превземен од страна на републиканците пред само некое време, со нели оние како и да се нарекуваат полувремени избори, што и да е, не е битно, каде што републиканците го превземаа Конгресот со нели заседавање и имаат мнозинство во истиот и му беше кажано отворено на Гери Генслер дека прво и да е битно, значи главниот проблем со кој што они мислат дека се соочуваат не е криптосекторот, туку стейблкоините. Значи, криптосекторот нив им е секогаш на второ место. Нив им е проблем дека стейблкоините ќе ги заменат банкстерите од кои што уствари добиваат пари. Се разбираме? Така да нив најголем проблем е тоа, односно децентрализираните финансии ќе ги заменат централизираните финансиски магнати, банкстерите и поради оваа причина му беше кажано на Гери Генслер дека ќе биде почнато од нула, односно не му се дозволува него да прави регулатива за стейблкоини, и очигледно ништо не направи, туку ќе биде превземено целосно и ќе биде започнато од почеток, со тоа што веднаш после слушувањето на Чичко Фестер имаше сослушување на представници на Coinbase, кои што разговараа за потенцијалот на стейблкоините, иако не сажам исто така представници на Circle, значи нели најголемиот USDC, со цел да објаснат што е стейблкоин, која е неговата поента, нормално конгресмените имаат прашање. И од тука Конгрес одлучува сам да донесе регулатива, што значи дека ќе има време додека тоа да се случи. Значи тоа е проблемот, што регулативата не доаѓа преку ноќ, потребно е време, а оваа се диносауруси што немаат појма, значи уште се на флопи диск останати, а не да разговараме за хай-тек технологија. Не знам што да кажам, како и да е. Замислете, овие се тие што вас ви прават моментално закони. Толку имам да кажам. Како и да е, парем се трудат. И нормално, ево тоа што кажав јас, значи дополнително се обидуваат и да го останат и него комплетно, заедно со неговата SEC и да направат моментално сосема друга на некој начин структура за практично
и за хартиите од вредност и за крипто. Со тоа што моментално, значи не е само јавниот сектор во Америка кој што се труди да направи нешто, туку истото го имаме и со во оваа ситуација Coinbase. Значи знаете дека Coinbase е главниот потрчко од менувачници во Америка кој што ги има сите лиценци и на крајот пак доби тужба од SEC, а беше најдобро другарче со SEC, како и да е. Моментално Coinbase затоа што пред само неколку месеци поднесе иницијатива, односно тоа е на некој начин анкета до SEC, кој што SEC требаше да ја одговори, односно тоа овде кај го пишано како 50 прашања кои што треба да помогнат не само на Coinbase, туку на сите останати менувачници во Америка да можат да определат што представува хартија од вредност, а што не. Односно со овие 50 прашања се бара од SEC да им објасни како да направат класификација на тоа кои што ги имаат на својата верувачица се и не се практично хартија од вредност со цел да ги отстранат, така. И ова нормално не е одговорено, дополнително добиваат тужба, значи тоа е тоа законодавство во најголемата демокраси во светот, тоа е тоа. Како и да е, моментално, значи поради ова неодговарање на ваквата анкета, Coinbase поднесува тужба против SEC во која што сака да ги принуди SEC да одговорат или барем да одговорат дека не сакаат да одговорат, така да на тој начин ќе има показател пред сите овие на некој начин институции во Америка дека комисијата за хартија од вредност е целосно незаинтересирана за правење на било каков тип на регулатива, а не е дека не сака дека има регулатива, че не незаинтересирани одговори на прашање. И ова дополнително, ако се сеќавате, веќе спомнавме дека Bittrex моментално повторно се иселува од Америка, ја затвара својата менувачница и за тоа доби тужба, значи откако најави дека ќе ја затвори, тоа е тоа, другачи неа зборови, како и да е. Моментално истото можеме да го видиме и Coinbase го следи истиот пример, односно очигледно активно работи на проширување, односно преместување надвор од Америка, со тоа што моментално добива лиценца за работа како финансиска институција на Бермуда и одовде практично очигледно е дека се обидува најголемите играчи, замислете вашиот poster child, значи најдобриот пример на менувачица кој што сите го фалат моментално во Америка, да се сели од Америка, значи ова е дојдено до тој смешен момент, како и да е, значи пак ќе кажам, децентрализација, значи ова мене ме радува, не знам за вас, мора секогаш да ги гледате двете страни на ваквиот тип на анализа, односно што е позитивно, а што е негативно за вас. Не може постојано да гледате само на момент дека ете сега цените ќе паднат, леле тешка регулатива, тоа е тоа. Значи, прво, пред да продолжам понатаму, би сакал некои работи да ги објаснам на многу луѓето кои што моментално се наоѓаат во овој дел од bear market. Значи, ако сте прв пат во bear market, запамтете го. Знаете зошто? Кога ќе дојдеме до ситуација да сето ова почне да се движи нагоре во неверојатни висини како што тоа беше 3 пати до сега. Многу од луѓето ќе мислат, да бе, вчера ставиле пари, еве ги сега готово, направија пари преку ноќ. Значи, сите оние кои што биле сега, кога имаме фад, кога имаме страф на пазар, кога имаме дали ќе има регулатива, нема да има регулатива, како ќе биде понатаму, што ќе се случи, да не падне повторно до ново биткоин. Сите тие што се сега моментално овде, ќе бидат прво многу благодарни што останале, пак не можам да ви кажам, секој значи треба да располага со вашиот ризик, но битното е дека на тие што не биле во оваа ситуација, нема да им биде јасно како вие сте направиле момент каде што имате соодветен профит. Но оние кои што останале и поминале преку сите овие несигурности, моменти на страф, дали да продам, дали да купам, сега ли е моментот, ќе одим или надоле, само нив ќе им биде јасно и кога ќе ви кажуваат, кога направите волку пари, а сега почна да скака, тоа е моментот. Значи тогаш ќе разберете, тогаш официјално сте биле дел од еден bear market. И тогаш ќе знаете многу подобро и кога да купите и кога да продаете, ќе знаете што значи корекции од 30%, од 50%, ќе знаете што значи потенцијални black swan евенти, се ќе знаете. Така да сега е моментот да научите како се прави тоа во bear market, затоа што многу пати сме кажали, ќе кажам уште еднаш. Значи, bull market прави профит, но bear market прави богаташи. Значи, моментот е кога во bear market сте купиле, во bull market веќе сте во дебел плюс. Кога ќе купите во bull market, може ќе направите некој профит, но тоа веќе бркање на врвот. А овдека се наоѓате на самото дно. Така да, битна работа која што мора да разберете.
во претходниот bull market и во предходниот, значи 2017 и 2021 година, не се ни зборуваше за потенцијална регулатива. Луѓето не сакаа да слушнат. А сега моментално крипто е насекаде. Зборуваме за најголеми институции, Конгресот држи преслушувања, потенцијално променување на СЕК. То не било ни во предвид да се збори во 2021 година, а не по 2017 година. Така да, затоа ви кажувам, се наоѓаме на целосен пресврт во светот. Значи, светот моментално е фокусиран на крипто затоа што веќе не може да го избегне. Така да, сите оние кои се наоѓаат во овој bear market, верувајте ми, моментот на пресврт е блиску, барем тоа е моје мислење, иако блиску не значи утре, може би ќе трае уште еден цел bull market, но тоа не уменја фактот дека се наоѓаме таму. Значи, луѓе чекаат уште од 2014 година, од тој bear market да дојдеме до овде. Така да, вие бидете благодарни дека се наоѓате буквално пред тој момент. И гледаме, тоа се случува, значи, ваквото бркање и преместување на менувачици од една на друга страна во светот и ваков тип на каде што Европската унија на својот парламент изгласува МИКА, кој што треба да стапи во сила во јули 2024 година, овдека не е напишано, нормално тоа го знам. Значи, сега ќе ви кажам зашто е тоа толку битно. Гледајте ги бројот на гласовите. Значи, Европскиот парламент поседува 28, ако не се лажам сега членки, така. 517 наспроти 38. Каде е сега таа бабетината од Европската централна банка да каже дека крипто е ризик? Каде е, да им кажем овие 517 дека моментално крипто е ризик? Значи, уште еднаш ќе напоменам. 517 наспроти 38. Каде што овие 517 сака да има активна регулатива на целиот крипто сектор, вклучувајќи и стейблкоини. Така да, ова треба да ви каже каде се наоѓаме. Значи, ова се парламентарци, ова се луѓе кои што одлучуваат за својата држава. Сега нормално дека овој закон треба да биде донесен во сите овие држави, да биде ратификуван. Секоја од овие држави треба да најде орган кој што ќе го предводи ова, нели, анализирање на проекти, водење на регулатива, водење на инспекција и слично. Но како и да е, до јули 2024 година треба сите овие држави да бидат во тек затоа што стапува на сила во целата Европска унија. И уште еднаш ќе напоменам, ова е комплетно во тек и во склад со следниот bull market кој што треба да започне после април 2024 година, кога ќе го имаме следниот халвинг на биткоин. Така да имајте го во предвид. Значи, јас верувам дека и ова не е случајно, ова верувам дека е така намерно направено, но како и да е, нас не е во полза. Односно, вие имате еден од водешките демократски фактори во светот, кој што активно во огромен број се обидува да го имплементира криптосекторот на сопствената територија. Тоа треба да ви кажува каде се наоѓаме. И верувајте ми, ќе бидеме среќни кога ќе дојде тој момент да се случи, но оние кои што се тука моментално и кои што инвестираат и кои што учат и кои што се едуцираат, ќе бидат на одлична позиција кога тоа ќе се случи. Што не можам да го кажам за оние кои што ќе го бркаат возот кој ќе отиде, за жал. Интересна работа. Тоа беше од делот со, да речем, макроекономските и регулативни моменти за криптосектор. Сега имам уште некои интересни вести од криптосекторот со кои што ќе се позанимаваме. Првата е дека моментално имаме најмала количина на китови во Cardano секторот, што ме некој прошува да е одлична работа, со тоа што нормално јас не верувам секогаш на овие текстови, секогаш ги проверувам и отворивме значи 100 најбогати wallet-и во Cardano и гледаме дека значи вака се. Овдека само да погледнете како еден нормален чарт, да речеме, значи топ 10 и топ 20. Значи топ 20 холдери заедно поседуваат негде околу 8%. Така. Па тие се тие китови. Се разбираме, топ 10 поседуваат 6,47, топ 20 поседуваат 7,97, односно 8, кои што во оваа ситуација представуваат 8%. Што значи дека најбогатите wallet-и на Cardano заедно поседуваат 8% од целиот supply. Но битно е да видиме како тоа изгледа. Значи само два wallet-и се оние кои што се потенцијално, да речем, опасни, кои што поседуваат 2,34 и 2% од Cardano, но да не забораваме дека ова не се стандардни wallet-и, како што можеме да видиме овдека. Гледате, че ова е стандарден wallet на Cardano кој што почува со ADDR, односно адреса 1 и потоа е самиот wallet. Ја верувам дека со ова wallet кои што се поседувани или од IOHK, фондацијата на Cardano, или пак од некој таков тип на органи на Cardano. Што значи дека од тука па надоле треба да ги рачунаме големите wallet-и.
најголемиот wallet кој што го имате е 0,44%, да биеме реални. Значи, ако ова не е децентрализација, не знам што е. Така да, ова ни покажува дека моментално Cardano е еден од, ако не и најдецентрализираните проекти во светот. Со тоа што завршувањето на Волтер ерата, во која што моментално сме влезени, ќе значи и целосно предавање на сите гласачки способности на Cardano на самата заедница, односно IOHK и останатите, да речам, Cardano институции ќе престанат да постојат и се ќе биде дадено во рацете на заедницата. Значи, Cardano според мене е еден од најуспешните проекти во криптосферата и јас искрено никогаш, значи не сум се сомневал да поседувам голема количина од Cardano. Останува да видиме дали сум во право, нормално секој одговара со собствениот ризик, но јас верувам во потенцијалот на Cardano. Следна битна работа, значи Ripple, можеби го погледнав тоа на видео кој што ви го пуштив денеска, можеби не, но втор исто така потенцијален голем играч во светот, зборуваме играч во светот, значи е Ripple со неговиот представник, односно токенот XRP. Со тоа што моментално XRP функционира, нормално сме разговарале милион пати, нема да должам многу, ако сакате имаме посебни видеа за Ripple, може да ги погледнете, се е детално објаснето околу нивната технологија. Идејата е дека Ripple поседува посебен тип на компании, како што е, например, Intermax, кои што се компании во дотичните држави кои што моментално го користат Ripple, односно XRPL, леджерот, или пак тоа се пулови на liquidity, каде што Ripple представува токенот со кој што се префрла овој капитал од една во друга држава преку овие компании. Односно, овие компании се на некој начин anchors, така и на Stellar, така и на Ripple, нема некоја голема разлика. Идејата е дека ова се уствари платежни компании, вас ви се познати како што е Western Union, како е MoneyGram, каде што MoneyGram беше уствари еден од најголемите партнери на Ripple, но истиот престана да работи со Ripple поради тужбата. Како и да е. Ripple моментално поседува ваков тип на компании на секаде во светот, кои што го користат самиот токен Ripple со цел од една во друга ваква компанија, од една во друга држава да префрлат голем број на во случајов, значи да префрлат капитал. Така да речам, од Германија земате евро и го префрлате во Јапонија во јен преку ваков тип на компании, со тоа што оваа компанија го претвара количината на евра во Ripple, ја трансферира на другата компанија која што ги претвара оваа количина на Ripple во јен. Така да вашите пари се само некои 5 секунди во Ripple пред истата да биде претворена од една во друга валута. Со тоа што ваквите партнери како што е Intermax, му даваат на Ripple голем опфат низ целиот свет. Значи, моментално Intermax во оваа ситуација, значи, практично купува друга компанија, LAN Holdings, со тоа што оваа компанија LAN Holdings има на некој начин дозвола за работа во Шпанија, Италија, Германија и Канада. Со тоа што директно му се дава, значи на тој начин практично Ripple ќе биде користен директно во овие држави преку оваа негова партнерска компанија со цел, значи, преместување на капитални вредности од една во друга држава, што е доста добро и гледаме дека се повеќе и повеќе Ripple се проширува низ светот, односно се повеќе и повеќе ODL, значи тоа е главната on-demand liquidity, главната функција на Ripple, се зголемува, што е доста добро. Седна битна работа, значи ова е на некој начин генерална вест од самиот Ripple, каде што самиот најавува дека неговата главна идеја е да даде банкарски услуги на оние кои што нема никакви банкарски услуги или кои што се делумно банкарско делумно им се доставени банкарски услуги. Значи зборуваме за оние сиромашни држави, зборуваме за држави каде што не можете вие бос да влезете во банка, ако сте не знам абориџин. Така да во оваа ситуација идејата е дека сега нели, ова е далеко гледано, дека идејата на Ripple е да понуди практично банкарски услуги на луѓе кои што имаат телефон. Толку е потребно. Треба да имате телефон и тоа е се што ви е потребно за да може да трансферирате капитал од една на друга страна на светот. Така да тоа е добра идеја, да се надеваме дека ќе успеат, како и да е, верувајте ми, јас имам доста внесено и се надевам дека ќе успеат, тоа многу ќе ми помогне во моето портфолио, останува да видиме. Има доста хейтери, ама тоа е тоа. Значи, на крајот од денот пак ќе кажам, заборавајте на трибализација, гледајте на профит. На крајот од денот сите овие коини и токени не представуваат фудбалски клубови, не одите да навивате на утакмица за нив и нема победа. Значи, нема да победи Ripple ако го нападне Ethereum, значи секој има своја сфера во која што функционира.
гледајте да има профит од тоа што ќе инвестирате. Тоа е најбитното. Нормално. Никој не може да ви каже што, треба сами да научите во што вие планирате да ги ставите вашите тешко заработени пари. Така да на крајот од денот направите собствено истражување и одлучите. VeChain моментално е, како што кажавме, еден од најдобрите проекти на источната страна на светот, односно Кина, каде што 14 и 16 април е дел, сега ова не сум го знаел, моментално го имаат сменето своето име во NanoJC Clean. Тоест NanoJ Clean, да. Тоа не сум го знаел, пред тоа беше VeChain, сега моментално се нарекува поинаку. Како и да е, за нас секогаш ќе биде VeChain. Идејата е дека моментално VeChain присуствува на ваков тип на конференција, каде што 250 представници на индустријата на храна која што е базирана на растенија. Сега идејата на Ripple не е да им каже како да произведуваат храна базирана на извинете Ripple, на VeChain, не е да направат не знам придонес во храната базирана на растенија, туку самиот supply chain, односно да им се помогне во значи изборуваме транспорт, во организирање на истиот, во организирање на документација за истиот, во тракинг на истиот, значи она е тоа што VeChain е најдобар и нормално ваков тип на производители треба да го пласираат својот продукт некаде, а VeChain може да им помогне многу околу тоа. Така да тоа е главната идеја и VeChain практично е еден од оние главни представници на ваквата во случајов на некој начин презентација, како и да е. IOTA, многу интересен момент. Значи IOTA моментално се движи кон лансирање на IOTA 2.0, со тоа што моментално сега, значи има многу стручни моменти, јас на вистина не успеав да сватам добар дел од сето ова, како и да е. Значи главната идеја е дека моментално IOTA се движи кон следниот roadmap point, каде што се обидува да направи уште подобра верзија на самата IOTA. Знаете и сами дека IOTA моментално е најблиску до постанување на официјален блокчейн на европските институции. Значи многу пати до сега сме спомнали тоа. Може да го погледнете во нашите претходни видеа. Идејата е дека IOTA моментално работи на тоа да што подобро може да опфати и помогне на што поголем број на луѓе. Знаете и сами дека технологијата на IOTA не е блокчейн, туку е acyclic graph, каде што колку повеќе јузери, односно колку повеќе корисници имаме во мрежата, толку истата е побрза. И во оваа ситуација, значи тоа ќе помогне многу на IOTA, затоа што пак зборуваме за милиони луѓе, така да ако на некој начин добие шанса да биде земена од страна на Европската унија и да биде искористена и да не заборавиме, значи еден од токените кои што се моментално ISO 20022 компатабилни, тоа е една од главните причини, верувајте ми, така да ваквиот тип на апдейт ќе биде многу добар со цел што подобро да се осигура на некој начин самиот чейн и да се осигура самата технологија и да се овозможи што поголем број на корисници да може да користи. Затоа што многу битна работа исто така, затоа што е acyclic graph. Значи IOTA не може да работи на стандардни смарт контракти, со ваквата IOTA 2.0 ќе се додадат функционалности како токенизација и NFT, што значи дека на некој начин ќе добие своевидна смарт контракт платформа. Значи, да видиме дали тоа ќе биде така, но тоа е идејата дека практично додавање со имплементација на овој Stardust VM, значи ова е Stardust Virtual Machine, кој што ќе биде сам по себе за себе. Значи, ако се ќе тоа го објасниме претходно. Идејата е да самиот асикличен граф не биде заменет, туку на самата IOTA да се додаде second layer кој што ќе биде ledger, односно кој што ќе биде блокчейн, на кој што ќе може да се стави овој Stardust Virtual Machine и да му се даде и функционалност на блокчейн, односно смарт контракти. Така да ова е многу добра идеја. Значи, фактички вие не ја менувате самата основна технологија на Cyclic Graph, туку додавате леер во кој што ќе имате и блокчейн технологија. Тоа е одлично, да се надеваме дека ќе успеат во тоа, IOTA е еден од оние проекти кои што го имаме и верувам дека ќе продолжиме да купуваме и понатаму. И ова е уште една од оние жални вести за крај, каде што се гледаме дека се повеќе и повеќе CBDCs, значи за жал имаат улога, каде што цел еден град, Чангшу, и сега искрено не знам колку е голем, ме интересира Чангшу, да видиме Residence. Само да видим колку моментално е голем ме интересира.
Residence count. Само момент. Okay. Population power. Цела Македонија. Значи, во 2018 година истите имале 1,5 милиони. И сега замислите дека целата администрација во овој град ќе биде плаќана директно со дигитален јуан. Значи, уште еднаш ќе напоменам, дигитален јуан е CBDC проектот на Кина, кој што е еден од првите и кој што е во пилот фаза, но очигледно е веќе во фаза на употреба, каде што можеме да видиме дека очигледно, значи, луѓето земаат плата активно, а ова не е мал град, ова е доста голем град, во кој што практично сите државни службеници ќе земаат плата во дигитални јуени. Ова не е добро, ќе напоменам уште еднаш, значи развој на CBDC е директно пропорционално обратен на крипто, иако станува збор за иста технологија, че CBDC се директно контролирани и поседувани од државата, со која што може во било кое време како сакаат да ви ограничат слободата, зборуваме за финансиската слобода, а со тоа нормално и било каков друг тип на слобода која што ја имате. Така да не заборавајте, CBDC е проблемот. CBDC не е решението и кога ќе дојдат да ви го представат како решение, да знаете дека ве лажат. Значи, многу добро го образложивме тоа во многу видеа претходно, а нормално може тоа да го погледнете и во главното видео во кое што објаснуваме, а тоа е каде што објаснуваме што представува CBDC, што представува електронска, односно електронска идентификациона картичка, или EID, што практично ви кажуваат, и Social Score, кој што го има моментално во Кина. Може да погледнете тоа видео многу јасно на нашиот канал и да ви биде многу појасно. Со тоа ќе го завршиме ова издание за вести, негде после полноќ. Така да погледнете и во текот од утрешниот ден, извинете вака што малку касниме со материјал, но едноставно со работните обврски дури сега може да нема време да го снимам ово видео. Се надевам да го цените нашиот труд, затоа што ова го правиме буквално после полноќ за вас, за да ја одржиме работата на каналот, затоа што нас ни е битна и битно ние да не бидеме последни на Балканот и пошироко. Така да, како и секогаш, единствено што бараме од вас е мал допринос, доколку имате некоја вест да ни ја пратите, доколку имате некаков тип на вештина која што може да споделите со нашата заедница, да го направите тоа, како што беше еден од предлозите кој што го добивме од еден од нашите учесници на заедницата, дека сака да направи технички видеа за потенцијално, не знам, купување Ledger, работа на Ledger, правење профил на, не знам, Binance, Kraken, слично. Така да мене воопште не ми смета, јас стварно немам време да го направам тоа, но еве, во оваа ситуација се најде добро тоа да го направи и нормално, значи, доколку сакате да го предложите ова на други луѓе со цел да можеме да расшириме работата на каналот за да не биде залудна. Така да, ако е веќе бесплатна, барем да биде видена од поголем дел од луѓето кои што зборуваат македонски јазик. Ви благодарам, како и секогаш, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.